Пробиштип ја продолжува традицијата на најавување на неголемиот христијански празник Христовото раѓање Божик. Под мотото "Пренеси ја Божикната радост до секое срце", Христовото раѓање денес во предпладневните часови децата го најавија со бадникови поворки пеејќи ја вечниот Бог. Како и во сите претходни години, така и оваа година во Пробиштип се одржаат традиционалните бадникови поворки. Оваа година поворката започна во 10 часот од пред храмот Успение на Пресвета Богородица и децата се упатија кон градскиот плоштад Свети Гаврил Лесновски. И сите во еден глас ја пеа песната Вечниот Бог, која секоја година го најавува Христовото раѓање. Децата со себе ги носеа изработените ѕвезди. Бадниковите поворки во 2025 година ќе внесат весели празнични атмосфери во домовите на сите православни христијани ширум земјава. Децата на градскиот плоштад беа пречекани од градоначалникот Анастасов, на кој му ја пееа песната Вечниот Бог, а потоа тој ги поздрави, им ги честита празниците и им подари божикни подароци. Господи,
преубава слика на градскиот плоштад со присуство на нашите ученици, на дечињата. Се во духот на христијанството, односно ги славиме и вчера кажав дека најубавите денови од годината, кога овој ден е предвестник на раѓањето на нашиот Господ Бог Исус Христос. Така да традиционално и оваа година како градоначалник ги пречекав дечињата под менторство на нивните наставници во соработка со Македонската православна црква, да од мали нозе си ја почитуваат верата и навистина и времето денеска е преубаво, така да може да забележите колку родители, колку дечиња беа на градскиот плоштад и овие се навистина преубави манифестации, кажам, и така да во иднина ова мора да продолжи. Ево, отец, на убав празничен ден, денес сме на градскиот плоштад, многу дечиња гледаме овде. Токму така, ова година, фаламо на Господа, сме дупло од лани на дечиња и тоа ме радува. Значи, нели, како што се вели светото на младите, добро што имаме ние, се поврти младината, нели, имаме толку деца и се обратија кон верата, да го прослават Христовото раѓање. Христос вели, нели, светото на младите, пуштете ги децата да идат при мене. Ние, како и лани и ова година се организираше, успеавме да и ги организираме и децата и го прославивме како што доликува објавувањето на Бадниковиот ден, објавувањето на Христовото раѓање, да дојдеме со поворка од црквата, па да дојдеме до градскиот плоштад, каде што градоначалникот ги удостои со скромни пакетчиња. Утре, како што е редот, ние ќе служиме света Златовоста литургија, на која што ќе дојде крајната цел причестана да го примеме телото и крвта Христова. Христос се роди за многу години. Децата од Пробиштип, кои оваа година беа во многу голем број, оставија позади нив уште една успешна поворка и оставија зад себе еден спомен. Семејството на Бадник се собира на заедничка вечера и според обичајот оваа вечер не се оди на гости. Се прави богата постна трапеза. Домакинките се трудат да принесат од се по нешто за да им биде богата трапезата во текот на целата година. Се меси погача, се прават зелници. Пред почнувањето на вечерата на која сите се собираат, домакинот ја благословува трапезата, го крши кравајчето на толку делови колку што има членови во семејството, оставајќи уште дел за Бога и дел за куќата. Нека ни се срекни празниците и нека ни се за многу години. Вечниот Бог слезе и во дева се всели, све